Добро вечер, Македонија, добро вечер, почитувана публика, добродојдовте во на најгледаниот телевизиски канал Телевизија Нова, која дефинитивно ги освојува вашите интереси, вашето внимание. Ова не е дека вечерва сум од денеска на оваа телевизиска станица, нова фреквенција, од причина што Телевизија Нова создаде вистинска една национална револуција на менталниот чип на Македонија за откаде да е во светот. Зошто? Оти се труди да биде објективна телевизија. Од таа причина сакам да ве поздравам, моје лично име е Слободан Томич, автор на познатата емисија Гласот на народот, кој ќе имате можност во наредните денови исто така да гледате, а во реализација на мојата маленкост. Вечерва сум домаќин водител на нова емисија Отворено студио. Ќе говориме за актуелни теми и содржини кои секако задират во сите основи кај сите вас. А ние сме тука да говориме без ракавици, обично ова флоскула, ова фраза ја користат сите во денешниот свет, па јас ќе речам без пардон ќе говорим за тоа што наистина некој не се осмелува и не сака да збори, бидејќи и натаму ова држава царува стравот. Велат дека стравот лозјето го чува, но не гледам дека некој какво лозје би чувал кога дефинитивно гроздовите на тоа лозје нема да дадат никаков квалитет. И јас по некоја парабола вечерва сакам да се послужам и да го отварам ова студио, ова прва моја емисија со моите драги почитувани соговорници, за вас доста познати, а и за мене секогаш мили драги. Од мојата лева страна е председател на Светскиот македонски конгрес Тодор Петов. Добро вечер и добродојдете. Добро вечер, поздрав до водителот, до гледачите и слушателите и честитки за емисијата во Телевизија Нова. Благодарам многу. За човекот кој верувам дека не би требало најава да дадам, човек кој најмногу ги освоја вашите срца, ова го пренесувам ставот и оценките ваши, кога станува збор за духовноста, за она што значи отварањето на сите темни простори во нашата душа која ги чуваме и ги не сакаме да ги споделуваме со човекот кој се вика Ивица Тодоров, презбитер при Македонската православна црква, Охридска архиепископија, мој драг и личен пријател. Добро вечер и добродојде. Добро вечер и благодарам за поканата и честитки, благослов и се надевам дека многу успеси ќе има оваа емисија. Тај беше. Благодарам уште денешка. Почитувани, вечерашното издание Отворено студио го посветивме за и околу темата Ерга Омнес, што тоа значи за сите нас, за Македонската православна црква и за Македонија воопшто. Ивица ќе ми дозволи со господин Петров, со оглед дека господин Петров важите за еден од доста врвните аналитичари и хроничари кој дефинитивно го знае коренот и на проблемот за наметнатиот спор, ќе го спомнам спорот за името, а од друга страна председател сте на Светскиот македонски конгрес, една невладна организација, меѓународна невладна организација која е распространета на сите 5 континенти и дефинитивно секаде таму кај што се размислува, живее и диши македонски. Светскиот македонски конгрес е неформален светски парламент на македонците од целиот свет за културно, духовно, економско обединување на македонците и за заштита и афирмација на македонскиот етнички, јазичен, културен, верски, историски и државен идентитет, континуитет, наследство и простор. Зборуваме за македонците во светот, а не за диаспора. Зборуваме за македонскиот свет како универзален систем на вредности на македонската цивилизација и афирмација на тие универзални вредности во овој глобален свет. И не случајно синтагмата на Гоце Делчев, светот го препознавам како поле за културен надпревар меѓу народите, не само како негова лична импресија, туку како експресија на генетскиот код на македонската цивилизација, како цивилизација на мирот и љубовта, наспроти војната, омразата, како цивилизација на коегзистенцијата и толеранцијата, наспроти дискриминацијата и сегрегацијата, и како цивилизација на културниот глобализам, кој што врши интеграција со афирмација на поместните етноси, јазици, религии и култури,
наспроти корпоративниот глобализам, така наречениот нов светски поредок, кој што врши интеграција со асимилација на поместните етноси, јазици, религии и култури заради профитните интереси на мултинационалните корпорации. Британската империја, например, за последните 200 години стотици етноси, јазици, религии и култури ги избришала физички од земјината топка. Токму поради тоа и загриженоста кај македонците во целиот свет, обединети во една меѓународна невладина организација како неформален светски парламент за политичката криза во Македонија и обидите за промена на името на државата и идентитетот на нацијата. Со дисолуцијата на поранешна СФРЈ од 1991 година до денес, секоја политичка криза е производ и обид на специјална војна со епилог промена, рекомпонирање на власта заради промена на името на државата и идентитетот на нацијата. И од тука македонците во целиот свет со своите организации, црковни општини, во напорите и активностите пред домицилните власти во земјите каде што живеат, пред меѓународните организации за заштита и афирмација на македонскиот идентитет. Впрочем, името на државата е идентитетот на нацијата. Невозможно е да го задржите идентитетот на нацијата ако го смените името на државата. Затоа што кога некој вас ќе ве сретне на улица во Хонг Конг, тој нема да знае што сте, кој е вашето етничко потекло, вашата национална припадност, ако не го погледне вашиот пасош. Бојата на кожата не ја одразува вашата национална припадност. По меѓународно право, името на државата е идентитетот на нацијата. Националноста по автоматизам произлегува од името на државата. И затоа легитимација ваша за вашиот идентитет во светот е пасошот. Името на државата запишано на пасошот на првата страница го одразува и вашиот идентитет. Вие ако погледнете црнец на улица во Париз, нема да знаете што е по националност, ако не му побарате, например, пасош. Ако во пасошот му пишува дека го поседува пасошот на државата Франција, тој е французин, независно дури од бојата на кожата. И може да биде дури по голем патриот од францускиот претседател. Затоа велам дека обидите на една номенклатура која перманентно од 1990 година ја заблудува јавноста во образложението дека ќе го смени името на државата, ама ќе го задржи идентитетот на нацијата. По автоматизам ви се менува идентитетот на нацијата ако се промени името на државата. Еве кога ги сменивме, например, биометриските лични исправи, личните карти и патните исправи. Никој не постави дилема, дури и припадниците на ортодоксната албанска етничка заедница, зошто на сите во графата nationality им пишува Macedonian на англиски, односно националите или Macedon на француски. Зошто? Никој не го проблематизира тоа, затоа што во цел свет по името на државата се определува и националноста. Независно од корпусот на етничките права, како државјани на оваа земја или на било која друга држава, правата и слободите, колективните права и слободи на малцинските заедници, етнички, верски или било какви други, во заштитата на своите идентитетски права. Ние со индигнација го отфрламе барањето на Грција од дисолуцијата на поранешна Југославија, а тоа е промена на името на државата и идентитетот на нацијата. Своевремено министерката за надворешни работи Пандора Бакојани на Грција изјави: ние после Балканските војни напишавме историја за Македонија.
повторно, таа историја нема да ја ретушираме. Македонија е дел од грчкиот културен идентитет и за нас не постои држава со името Македонија. И практично обвинувањето дека ние сме иредентисти е заблуда. Значи, не станува збор за името на државата, туку за окупацијата врз Македонија и геноцидот врз македонскиот народ, што Грција заедно со Србија и Бугарија го извршиле во Балканските војни, почнувајќи од Балканските војни од 1912 или 1913 година. Ја промениле етничката структура на населението, извршиле етничко чистење, геноцид врз македонскиот народ. Тој геноцид перманентно трае од 1912 година и практично со промената на името на државата, со обвинение дека името предизвикува иредентистички побуди кон северната провинција истоимена на Грција, е причина зошто треба да извршиме ревизија на уставот, да го смениме името на државата во уставот, за да од името на државата како етнологија пермутираат чиста географија. Затоа и предлозите северна, горна, нова, пред името на државата, дури во една многу грда форма спротивна на, да кажеме, на англиската граматика, со латинична транскрипција. Ако почитате македонски јазик Северна Македонија, латинично транскрибирана во Франција или во Германија, нема да сватат што воопшто значи зборот Северна. И ќе сметат дека тоа е некоја ново име на држава, за да етнонимот Маседонија го задржи Грција за себе. И од тука нашиот став, за жал, ниту една власт од 1990 до денес тоа не го коментираше или не го афирмираше во било какви разговори во меѓународната заедница. А тоа е дека не е проблем името на државата, тука е проблем окупацијата врз Македонија од Балканските војни и геноцидот врз македонскиот народ. Често пати повторуваме дека Македонија никогаш не била Грчка. До 1821 година Грција не постои како држава, а до 1912 година таа е под Олимп. Со Балканските војни за прв пат во својата историја Атина окупира Македонија и врши окупација и етничко чистење, односно геноцид врз македонскиот народ. И затоа велиме не е до името туку во окупацијата и геноцидот. Атина мора да се извини за сите историски општествени неправди кон македонскиот народ и да плати репарации за окупацијата и геноцидот. Господин Петро, ќе се заврземе повторно на ова што го начнавте, но господин Тодоров, ерго однес велиме за сите нас, вклучувајќи Македонската православна црква и Македонија, како вие го доживувате се тоа што до сега, да бидам искрен, до 2005 година, значи воопшто не беше во оптека идентитетот. Ова беше изјавено од Метју Нимиц во едно од интервјута што 2005 токму го даде за една од моите емисии, вели до 2005 не стана збор за идентитетот. Од 2005 веќе почна да се лицитира околу идентитетот. Може би тоа не е отворено, но ако го гледаме целиот континуитет, Тодор Петро тоа прекрасно го објасни, ако го гледаме целиот континуитет, историски, политички и така натаму, целиот тој развој, јасно е дека грчката држава има проблем, пред сем длабоко има еден проблем кој не е само политички, туку и психолошки. Значи, секој од нив, всушност, длабоко во себе има проблем на грижа на совест. Длабоко верувам во тоа, затоа што ова го говорам како православни христијани, првин како православни христијани, потоа како македонец. Значи, на територијата на Северна Грција, денешна Северна Грција, или Беломорска Македонија, како што ја знаеме ние, после Првата Балканска војна, па во целиот тој процес, Прва светска војна, Втора светска војна, тој период, Грчко-турската војна и така натаму, има процес на
чистење на таа територија од негрчки жители, клучувајќи ги и македонците. Значи, тие правеа геноцид, односно очистување на територијата за проширување на нивниот животен простор од македонското население. И сега, тие тоа го правеа на луѓе кои споделуваат иста вера како што имаат и тие. Но ние гледаме, еве, овие протестите што беа во Грција, како беше односот на луѓето кои ја представуваат црквата. Дури и митрополити, епископи имаше, свештеници, монаси и така натаму. Ја видовме таа нивна фанатичност во однос на што не кореспондира со православното христијанство. Но тоа е проблемот на, јас и тоа го напишав, тоа е проблемот на грижа на совест. Тие длабоко знаат за тој чин на злодело што го имат направено. И наместо како народи кои живееме заедно, соседи сме, да си пружиме рака, да седнеме, да се договориме и, како што е редот како христијани да побараат прошка, па ние како христијани да простиме, и како христијани, како православни да го најдеме решението на овој проблем, гледаме дека тие и понатаму, значи нема никакво извинување од нивна страна, туку и понатаму прават притисок, значи како што направија очистување, дури буквално очистување, многу мал е процентот на македонци што стана во егејскиот дел на Македонија, односно Беломорска Македонија. И сега тие, значи тој проблем патолошки со нас, тие и понатаму го имаат со тоа што сакат и проблемот со нас во Република Македонија да го решат, со тоа што ќе не обезименат, односно ќе го користат овој контекст на тоа што ние имаме, тоа е нашиот процес. Дали јас лично се согласувам, например, да влеземе како граѓани на Република Македонија во НАТО или во Европска Македонија, во Европска унија, тоа е еден друг мовет, може за тоа да говориме. Но еве ние како општество, како држава сме во тој правец и сега тие, односно грчката држава го користи тој процес за да прави притисок против нас. Да самите ние, тоа е момент кој е многу битен, да самите ние прифатиме да се обезимениме. Односно, да прифатиме да ни се направи идентитетски геноцид. Значи, идентитетски геноцид. Самите ние да решиме, да прифатиме да не бидеме Република Македонија, односно да не бидеме Македонија, да не бидеме македонци. Туку и понатаму тие да го остваруваат својот процес на наше тотално понижување и етничко чистење. Сега, тоа не може да го направат во буквално смисла на зборот, но го прават на правен начин. И сега, каде е проблемот, плюс дополнителниот проблем, кој ги фрустрира многумина од нашите сограѓани, особено нас македонците, проблемот е во тоа што тие меѓународни структури, конкретно НАТО и Европска унија, го поддржуваат тој процес на Грција. Значи, ние како македонци, јас се надевам дека сите ќе го споделат моето мислење, немаме проблем со тоа да се договориме со нашите јужни соседи, со нашите пријатели од другата страна на границата, грците, да седнеме и ако они имаат проблем, например, со името на нашата држава, билатерално да се договори тоа. Например, може да се договориме, тие нас да нарекуваат како што тие сакаат или те. Но, каде е сега целиот проблем? Односно, каде е фрустрацијата која ја чувствува целиот наш народ? Значи, овие меѓународни институции и НАТО и Европската унија и овозможуваат на Грција да прави притисок на нас, значи, да прави притисок на нас да ние самите, значи, да прифатиме да се го смениме името ерга омнес консите, значи консите. Тоа значи ерга омнес, значи консите, значи кон нас натре, да си го промениме името и консите надвор дури кон оние што немаат признаено. Тоа е идентитетски геноцид. Значи тоа е еден континуиран процес, значи на патологија, значи на патологија на етничко чистење што тие имаат спроведено. И сега реков на почетокот, наместо како христијани, како браќа, како православни да седнеме, што направиле нашите дедовци, прадедовци и така натаму, да видиме ние како ќе живееме, не. Значи, нивниот фанатизам, нивниот шовинизам продолжува и понатаму. И со таков фанатизам, значи, што еве гледаме огромен процент, значи не само македонци, се исто и наши сограѓани од други етникуми тука во Македонија го чувствуваат тој немилосерден притисок, што
грчката држава го прави, се особено тоа е видливо со преговорите, но особено, повторувам и потенцирам, и таа фрустрација што ни доаѓа од некои меѓународни институции кои пред малку ги спомнав. Но и ова сакам да го кажам. Јас имам пријатели кои работат во тие меѓународни институции, не се на некои високи положби таму и така натаму, но ми го имат кажано ова. Вие македонците мора да издржите во овој притисок. Притисокот ќе биде силен, но морате да издржите во овој притисок. Затоа што, ако вие самите прифатите да си го смените името, тогаш и ние ништо не можеме да направиме. Но ако вие се борите за своето име, ако вие знаете кои сте и знаете дека тоа што е ваше, што го дефинира вашиот идентитет, вие не смеете да го смените, тогаш и ние ќе може да ви помогнеме. Но ако има наш дефетизам, ако има луѓе кои прифаќаат, тоа е страшно, Но што се должи таа летаргичност, тој дефетизам, личен, собствен дефетизам, че чому ми е сега да водам грижа за името, па како ќе не наречат, економијата, Европа. Македонија, проблемот во Македонија не е дефицит на демократија, туку суфицит на врховизам. За жал, нашата наука и политика овој феномен до ден денес не го објаснува. А нема село кај што ќе го посетите да не ви кажат дека има 2 или 3 цркви, 2 или 3 гробишта, дали се вашите закопане во бугарските, во српските или во грчките. Во едно село има и грчка, и српска, и православна црква. Од тоа време, мислам, па и македонска од 45-та година. Значи, основниот проблем во Македонија не е дефицит на демократија, туку суфицит на врховизам. За да биде поразбирливо за обичните луѓе, што значи тој феномен? 1893 година во Солун се формира Македонска револуционерна организација. Нивна идеја била македонска држава, Македонија на македонците, национална држава на македонскиот народ. Во јавноста е позната како ВМРО, таа организација. 1895 година, под патронат на бугарскиот кнез во Софија, се формираат во Солун, ова македонска револуционерна организација, Централен комитет. Меѓутоа, 2 години подоцна, во 1895 година, заради така наречениот неизживеан бугарски романтизам за Сан-Стефанска Бугарија, во која Македонија е дел од таа територија, која 3 месеци на хартија само функционирала, под патронат на бугарскиот кнез во Софија се формира Врховен комитет на ВМРО. И почнува, и тие биле за Македонија, меѓутоа во рамките на Бугарија и за македонците како бугари. Овие биле централисти од Солун, овие од Софија врховисти. И започнува братоубиствена деценијска војна меѓу централистите и врховистите. Значи, врховизмот не е етничко прашање. Врховизмот е геополитичко прашање. Или, наедноставно, врховизмот е сервилност на определена номенклатура, која во отсуство на доверба од сопствениот електорат, мандат за власт над територијата на Македонија бара од некоја од соседните метрополи. Во 19. век, 20. тоа биле Белград, Софија и Атина. Од 21. век тоа се Брисел, Страсбург и Вашингтон. Дајте ни нам власт, ние ќе ја спроведеме вашата волја. Што е лично бенефит. И во услови кога имате агресивно мнозинство, единствен одбранбен механизам заради заштита од ликвидација или интернација е да се представите како поголем католик од папата. Еве да го земеме случајот со македонците во егејскиот дел на Македонија кога започнува етничкото чистење од 1912 година. Ако сте ги посетиле тие постари села, па и тие што биле протерани насилно до Вастра на границата после Балканските војни, ако ги прашате што сте вие по потекло, ќе ви кажат на нивен диалект, ми шо знам бе синко, ние од тука сме, тукашни сме. Ам шо јазик зборувате? Ами дали знаеме тукашен јазик? Оди кај македонците во Албанија, шо сте вие нашинци?
што јазик зборите? Нашински јазик. А го разбираш дека е македонски јазик. Кога ќе се одомакините подобро, стекнете доверба кај тие луѓе и прашате: добро, моли баба, толку не знаете оти сте македонци? Абе, синко, ние знаеме оти сме македонци, ама не знаеме кој не прашува дали е српски, бугарски или грчки агент. Што деца ни ги преку ноќта ни ги отепаа, утре дента ни ги вратија мртви пред портите. За да се сочуват од интернација и ликвидација, или не се декларирале што се, не оти не знаеле кои се, или како например земи ги македонците со исламска религија. Во време на Отоманската империја дел од македонците го прифатиле исламот, го задржале јазикот македонски, дел од македонците ја задржале православната вера, а го прифатиле јазикот на башибозукот, за да не бидат ликвидирани од тој така наречен темен вилет на Отоманската империја. И затоа велам, од тука и фрустрацијата на современите грци. Погледнете картата на Африка. Сите граници се со шестари, со ленир нацртани. И затоа има постојано војни, затоа што ниту еден народ природно не си ја омегил с територијата за да биде суверен во државата. Кај нас, големите сили си цртале граници на Македонскиот полуостров, носеле суверени од своји династии за да владеат на тие територии. Тие владетели си носеле историчари од земјите од кај што дошле, им пишували историја за територијата што ја наследиле и од тука разликите. Донеле суверени, ама не донеле нови народи. Само еден етнос го поделиле, македонски, и затоа феноменот на Балканот, овие нации и држави, како политички нации, секој ги обвинува соседите дека му ја крадат културата и историјата. Секој тврди дека граничи со самиот себе си од сите страни. Сите слават исти датуми, настани и личности, само зависи кој од која страна на границата е, за да каже Мојсе. И да биде иронијата поголема, за Белград македонците се срби, за Софија бугари, за Атина грци, за Тирана албанци. Кога македонците тврдат во Македонија оти се тоа што се македонци, сите се обединети во агресијата по сите основи. И иронијата е поголема затоа што кога Белград тврди дека македонците се срби, Софија, Атина и Тирана молчат. Кога Софија тврди дека македонците се бугари, Белград, Тирана и Атина не се конфронтират. Кога Атина тврди македонците се грци, Белград, Софија и Тирана не се расправат, и кога Тирана тврди македонците се албанци, Белград, Софија и Атина исто така молчат. Ние треба да создадеме една нова перцепција за темата Македонија. Затоа што ако и истовремено македонците се и грци, и срби, и бугари, и албанци, како политички нации, заклучкот кој е? За да ги демистифицираме сите прашања околу темата Македонија. Дека во основата на балканските демоси како современи политички нации лежи македонскиот етнос. И ако вака пристапиме на темата, независно од разликите во читањето на историјата од аспект на актуелната геополитика, секаде е исто, затоа што основниот субстрат на политичките нации во овие балкански нации и држави е македонскиот етнос. И тогаш никој од никого ништо не краде, стално така карикирам, никој не присвојува нечија култура и историја, затоа што сите во основа се етнички македонци. И фрустрацијата во Грција која? Кога ја создавале во 1821 година западните држави, на таа територија затекнале различни етноси. Македонци, албанци, власи, турци. Во Грција има се само грцине. За да направат монолитност на таа нација, во членот 1 од Уставот на Грција напишале: Грк е секој христијанин што живее во државата Елада. И затоа денес кога ќе прашате тука и свештеникот од Македонската православна црква, почитуваниот отец Ивица, кога ќе прашате денес свештеник во Грција, што е Грк? Тој знаете што ќе ви каже? Грк е тој што е крстен.
А тој што не е крстен? Па тој што не е крстен, одговор турчен, затоа што турчен е синоним за ислам. И затоа во таа држава, кога ќе поднесете барање за прием во државјанство, прво морате да дојдете в црква да ве крстат, да станете православен, да ви го сменат името со додавките ас, ос, ес, да ве направат грк. И затоа во Грција сите се грци. А во основа, во Грција има се само грци, не. Да. Да се вратиме на актуелноста, а тоа е ерго омнес или за севкупна употреба, име кој на грците оди у прилог. Слушајќи го еден од високите политички субјекти во Грција вели договорот од Скопје што очекуваме да биде решен е во наша корист и ние сме победници. Тодор Петров преска спомна, ја ќе го потврдам, дека, како што реков и Нимиц тоа го кажа 2005, значи не беше на маса идентитетот. Како што до 2008 прекрасно спомнавте, тоа беше билатерално, настана на еднаш мултилатерално, значи се крена на едно ниво. Што стои за се тоа и кој стои за се тоа? За двајцата се однесува, имајќи факт дека вели еден од политичарите во овој сегмент, вели за да го решиш ова прашање треба да имаш лидерство. Се мисли на шефот на дипломатијата, за двајцата. Дали да се само избришеш и делит да направиш на нацијата која екзистира милениуми, треба да имаш атрибут дека си лидер, дека си мачомен или дека си вистински маж. Вака, за мене, значи, да бидеш лидер во овој момент, значи, на светот, да им засведочиш за тоа кој си и што си. Значи, еве, говоревме тука од разни аспекти, историски, политички, дури антрополошки, генетски и така натаму, може и за тоа да се отвори. Значи, еве, околу овој проблем со името. Значи, ние немаме една сериозна дебата, не сум приметил интелектуалци, теолози, психолози, историчари од Грција или Македонија да седнат и вака да имаат една емисија. Јас еднаш на Фејсбук баш го предложив тоа, али немаше никаква. Имавме со Тодор Петров со Цампарес, така ли беше? Да. Да, значи, ама во овој контекст, значи, и јавноста во Грција, јавноста во Македонија да се запознаат со објективните нешта, такви какви што се. Значи, за мене тоа е лидерство. Значи, кога човек знае кој е, знае дека неговиот идентитет има вредност и го почитува својот идентитет, тогаш тој се бори за својот идентитет. И сега, некој ќе каже, да, притисоци вакви, ама знаеш ова, НАТО, па Европска Унија, па по-богато минот и по-богата иднина и така натаму. Сето тоа се абстракции со кои ние, еве го имаме тоа искуство, ние како македонци многу работи сменивме во името на прогресот, во името на што не пусти во светска историја и дипломатија. Љубовта. Да, но гледаме дека не само што не одиме напред, ни на економски план, ни на политички план, ни на било кој план. Гледаме како нашето општество се наоѓа се повеќе и повеќе во криза. Значи, кој е гарантот во овој момент, ако ние направиме еден таков исчекор, да се само предадеме себе си, тоа е страшна работа, мислам, да прифатиме етнички геноцид. Само избришиме, Ивица, може да речеме делит Па, направиме. делит, да. И сега, што добиваме за тоа? Што добиваме со тоа? Значи, не само што никој не може со гаранција да каже, дури еве, ние ги слушаме лидерите од Европска Унија, еве Макрон и ова, па и овој нон-пейпер што беше, па имаме и други информации за конкретно кога би можела Македонија да влезе во Европска Унија. Нема шанси проширување. Да. Проблемот со НАТО е друг проблем. Значи, и за НАТО многу малку се говори. Например, што е НАТО? Многу мина во Македонија НАТО го гледаат како можност за инвестиции. А не знаат дека НАТО е воен сојуз. Значи, кога ќе влезеш во НАТО, ти имаш своји одговорности, ти имаш над 100.000 евра, 100 милиони евра, 2% мислам дека од буџетот треба годишно да даде за развој на својата армија. И таа армија треба да оди и да ги брани интересите на НАТО, не на државата. Значи, за мене, лидер, вистински лидер е оној што ќе го почувствува прво и основно достоинството и болката на овој народ, македонски народ. Значи, болка како последица од она фрустрација за која пред малку говорев, и исто така
нема да учествува таа болка да стане уште поголема за да оди во дефетизам и во самопредавање, затоа што имаме и такви луѓе, среќавам и такви луѓе кои велат се боревме за ова, изгубивме и ова и така натаму, дај веќе да подигнеме бело знаме и така натаму. Има и такви луѓе, не велам дека не, но тоа На што се должи? на тоа што тебе пред малце тој врховизам и тој конформизам, идеолошки врховизам и конформизам. Како е тоа дека собствената историја не ја познаваме доволно? Не е тоа проблемот. Има луѓе кои познаваат. Значи, тоа е менталитет на луѓе. Значи, тоа е карактер, тоа е етика. Тоа е момент, значи, добле се човек, ако нешто му е вредно, да се бори за тоа. Например, за мене е вредно македонскиот идентитет. За мене има вредност тоа. Кога се инкорпорира, кога се развива, човекот како од дете од второто да се... Имаме идентитет, имаме припадност, сега не можеме толку векови трајало тој, сега ние да кажеме, јас сега на мојот син да му кажам, слушај, или тамо не знам, утре заутре моите внуци, кажам, ние бевме македонци до 2018, ама сега не сме. Мислам, тоа е капитуланство. Тотално капитуланство. Значи, лидер повторам, па дај Боже некој да ме слушне. И оние кои директно учествуваат во преговорите. Лидер е оној кој ќе најде вистинско решение за овој проблем. Значи, не велам дека немаме проблем, но овој проблем треба да се реши на тој начин. Македонија како држава и македонскиот народ да не бидат капитулантски, односно да доживеат капитулација и тотално понижување. Значи, тоа не сме. И нема никаква игра со името. И на крај на крајвите, и тој момент, значи, треба да се седне и со тие меѓународни институции, јас немам доволно информации за тоа, треба да се каже, сега, полна им е нивната уста со човекови права. И оние представници на НАТО и од Европска унија и така натаму, ние гледаме во Европа, во името на човекови права, тотално се обезличува човекот. Со таа джендер, ЛГБТ идеологија, кабе права да бидеш што сакаш. А замисли, истата таа Европа дава можност на една држава тотално да обезличи, да направи идентитетски геноцид на друга држава и на цел народ. И тоа е нешто што ние не смееме да го прифатиме. Дефинитивно. Јас сакам тука само да замолам за разбирање дека мораме еден блок реклами да пуштаме. Почитувани, интересна темата и содржината, верувам дека сте на оваа фреквенција и ќе останете до крај. Рековме ерга омнес за сите нас, за МПЦ и Македонија. Што тоа представува? Доколку понатаму од делот од емисијата најдеме на разбирање со моите соговорници, можам да ве вклучам, али тоа ќе се договориме внатре во студиото меѓу моите соговорници. Тодор Петров и Ивица Тодоров се мои соговорници, значи по рекламите се враќам во студиото. Останете со нас. Почитувани, вие следите отворената програма Отворено студио на телевизија Нова. Како што спомнав, со мене се председател Светскиот македонски конгрес Тодор Петров и презвитерот на Македонската православна црква Охридска архиепископија Ивица Тодоров. Говориме за една тема која е наистина жешка тема и која задира до сите вас и знам дека го креда адреналинот што е човечки и македонски во секој случај и христијански. Зошто? Оти некој сака за некоја секунда само да стисне едно копче да ве избрише таа ментална меморија која екзистира со милениуми. И само ова, пред да го продолжиме разговорот, ќе се потсетам во еден наш драг пријател и над моите двајца соговорници, кој учествува во една од емисиите со Робин Онил, кој заедно со Лоренс Иглбергер пред речиси 10 години, а Робин Онил во континуитет вели: немојте да го избришете вашиот идентитет име, ќе ве избришат од картата на народите. Петров, Тодоров, што мислите ве за пораката и на Лоренс и на Робин Онил, кои упатуваат јасна порака? Немојте да дозволите да ви го избришат и да го смените името, ќе ви избришат од картата на народите и атласот, географскиот атлас. Затоа сакам малку да упаднам со едно мое размислување. Ова држава се вика Македонија. Ние не се викаме од 1945 година. Возобновена е тогаш државноста во Втората светска војна и претходно имало востанија, буни за национална и социјална слобода. Не тврдиме дека сме чиста раса од времето на пред 2000 години до денес.
Впрочем, со ДНК анализата се е мерливо и одредливо. Постојат институти кои што со ДНК истражувањата според крвта констатираат и утврдуваат кои од актуелните нации и држави се поблиски до некое старо или прастаро време на луѓе кои живееле на овие простори, кои од каде доаѓале, да. Институт за и ГНЕА, Женевскиот институт и Мадридскиот. Ние кога зборуваме за етнологијата денес, пред се мислиме не на чиста генетика, туку на култура. Ова држава и овој народ што живее се декларираат за македонци и Македонија. Грција била посилна. Зашто Грција не се именувала за Македонија? Туку за прв пат ја окупира територијата на Македонија во Балканските војни 1912 година. Па врши етничко чистење. Како пратеник се сеќавам, бев гостин 1990 година во Германија кај еден наш македонец со огромен ресторан и хиподром. Присуствував како гостин на еден ручек од градскиот совет на градот Херксхайм. Домаќинот се испофали, еве и ние сме со држава, еве еден пратеник од парламентот на Македонија. Од куртоазија присутните од општината ме поздравија и потпраша: Господине Петров, се растори Југославија, во Македонија оживеа античката историја. Доаѓале војски низ вековите. Не се знае кој што е. Зошто толку се ја врзавте државноста за Александар и Филип Македонски? И јас ми одговорив истото. Се е мерливо со ДНК анализите и одредливо, дека етнологијата не е чиста генетика, туку пред се култура. Не зборуваме за раси, чисти раси од пред 2000 години до денес, туку зборуваме за културен идентитет. Меѓутоа, велам, точно доаѓале, заминувале војски, се мешале народите на овие простори. Меѓутоа, да не зборуваме за нашата историја од пред 2000 години. Велам да спомнеме нешто од Втората светска војна, кога влегоа русите во Германија. Руските казачокци дали остави една германка несилувана. Тие силуваните германки што родија? Руси или германци? И присутните се возбудија. Вие вели, нас не навредувате. Абе, велам, пред малку зборувавте за баба ми, од пред 2000 години доаѓале војски. Се мешале народите. Ние зборуваме за еден таков, да кажеме, процес кој се одвивал овде пред 50 години. За да ја санкционират големите сили по делбата на Германија, создале две држави со различна етногенеза и историја, кодифицирале два различни литературни јазици. До ден денес, велам, вие го користите источно-германски, западно-германски речник. Тогаш да не ве чуди, велам, ако оваа историја е присутна овде во Германија, за да се санкционира поделбата на Германија меѓу Америка и Русија, тоа што се случувало на просторите во Македонија. Ама ние не сакавме да ве навредиме. Не ве навредувам, не велам ни јас, меѓутоа го искористив истиот пример за да ви кажам за една реалност и вистина, дека кога зборуваме за етнологијата, не мислиме на чиста генетика, туку пред се на култура. И затоа велам, често пати, за жал нашава дипломатија тоа не го експлоатираше, за да ги амортизира тензите во балканските метрополи по темата Македонија после дисолуцијата на поранешна Југославија. Зошто? Затоа што со окупацијата на територијата извршија асимилација, денационализација на окупираните делови од македонскиот народ. Културата и историјата на македонскиот народ, овие нации и држави кои ја окупираа територијата на Македонија, ја инкорпорираа како државна култура и историја. И сега, после 50 години, со помисла дека македонското прашање е затворено, се растури Југославија и повторно темата Македонија се воскреснува на овие простори. И кај сите, што е за очекување, однесувањето, анимозитетот кон Македонија и македонците
како агресија по сите основи од сите страни. Страв, Тодоре. Зошто? Затоа што кај нив Страв. и стравот. Што ако ова парче земја воспостави монопол и ексклузивно право над културата и историјата на Македонија? Што ќе остане од нашата култура и историја? И затоа кога ние тоа го тврдиме, со сите анимозитети кои поголемо парче од Македонија ќе окупирал во Балканските војни, се со договор да Македонија ја елиминираат по сите основи. И затоа сите ни негираат име, култура, историја, територија, црква, граници, јазик. Па, гледате што се случува. Сега го користат моментот пристапување во сојуз со Европската Унија и сите испорачуваат ултимативни услови, што не е ништо друго, не непристојни, тоа се геноцидни барања во 21. век, кога зборуваме за Европа како сојуз за права и слободи, за правда, да, тоа име и во НАТО истото да се случува. А жртви сме на што? На една агресивна политика, геноцидна, за да не елиминираат измишет по сите основи. Го принудија, најдоа таков сервилен, сега председател на владата, Зоран Заев, за да се не става вето Бугарија за пристапување на Македонија во Европската Унија, не принудија да склучиме договор. И каков договор склучивме да се формира меѓудржавна комисија за образование и историја и да направат ревизија на историјата на Македонија. Истиот го ставија во шема да склучи договор со Грција, да ја легитимира и легализира окупацијата врз Македонија и геноцидот врз македонскиот народ. Да го смениме името на државата и идентитетот на нацијата, доколку сакаме да дадат согласност да го симнат ветото за да пристапиме во членство на Европската Унија. Меѓутоа, во НАТО или во Европската Унија. Меѓутоа, ја сакам да кажам еден друг момент. Европската Унија е во тотална блокада системска, затоа што принципот на вето ја уништува тој сојуз. Франција сега со Макрон, францускиот председател, побара реформи во Европската Унија. Ветото да се укине. Или ќе се укине за да не може да се блокира целата Европска Унија заради вето на една членка, или Европската Унија повеќе нема да постои. И Грција затоа брза оваа година тоа да го искористи како последна шанса. Пред да почнат пристапните разговори, ние да извршиме промена на уставот, да го смениме името, да прифатиме ратификација на меѓународен договор заев Ципрас, во кој се дерогираат сите идентитетски прашања, да се елиминира јазикот, државјанската припадност, нема да бидеме македонци по државјанство, Формирање на нова нација, Соеден збор, формирање на нова нација. И затоа настојуваат, по примерот на Софија и Атина, преку Министерството за надворешни работи, побара исто меѓудржавна комисија за ревизија на македонската историја. Ајде тоа, меѓутоа, историчари од албанската етничка заедница, веројатно менторирани од Тирана, сега барат државна комисија во Македонија за ревизија на историјата и они велат ние сме наследници на античка Македонија, а вие сте од зад Карпатите дојдени. Таа лепенка, дојдени сте од зад Карпатите, практично треба да ни го одземе правото на собственост и наследство на земјата. Зошто? Затоа што тоа се две најстари права. Од кога постои човекот правото да кажеш ова е мое и ќе го наследи моето поколение, за да не врзат за Словени од зад Карпатите и кажат ова територија не е ваша, таа е наша и ни припаѓа нам во наследство. А вие барајте си го чарето некаде зад Карпатите. И затоа и во договорот за промена на името и идентитетот, веројатно потребата со латинична транскрипција на јазикот како македонски, а не macedonian, е со звездичка дека тоа е дел од групата на словенски јазици. За да кажат дека ние не сме
народ кој е автохтон, туку сме дошле од некаде на оваа територија. Јас можам тука. Јас само им возвраќам на грците честопати кога така не расистички не сака да не елиминираат. Ако ние сме Словени за Атина, во Грција Словени не се само црнците долу околу Атина, затоа што субстратот е македонски. Ќе ми дозволите само една дигресија да направам, па господин Ивица Тодоров ќе го прашам за околу црквата. Оти вела цело е кога имаш се. Јас само да додам на една моја анализа новинарска, а тоа го слушнав и вчерашното интервју на Митју Нимиц, прикажан на телевизија Нова. Господинот Нимиц супат една порака. Вели, имавте шанса да искористите тој збор, не ми се допадна што го спомнам, но да влезете у пакет со бугарите и со романците за ракетниот штит кој беше организиран, се сеќавате, во времето на влегувањето на поранешните советски републики и така да се заврши работа. Ако е со политичка одлука за се бидат да стават брана против Русија, бидејќи господјата Меј беше директно тој на Скопје, јас се поздравам, Британија е наша пријателска држава, красота. Не таа дојде за да го зацементира промената на името и идентитетот. Правам, значи една порака, значи ако побара сојуз, демек дека треба да имаме една заедничка стратегија против Русија и со тоа да го решиме ово прашање. Дали тука имаме една перверзија, наречеме на хипокризија во секој случај? Јас сакам за македонскиот народ, ако ми дозволите, со новинарска еден коментар вам, дека тука повторно е чиста лакрдија, една играрија. Тоа е геополитичка игра. Со тоа што ако навистина ви е до НАТО Македонија да влезе и да биде сојузник на големите наши пријатели од 29 членки на алијансата, тогаш зошто не го применувате истиот третман, како со бугарите и со романците, кои не ги исполниле критериуми, никак од критериуми дефинитивно. Значи, зошто се тие играри и тие приказки за мали или шарени басми, лаги да речам, за да се завршат ова работа. Дали се согласувате со мене да му се окаже на народот, да му се отворат повеќе очите? Неколку пати го спомнав. Тој момент што овие меѓународни организации, НАТО, конкретно Европска унија, и овозможуваат на Република Грција да го прави тоа на што го прави. Значи, се јас не сум политичар, немам доволно информација. Не, јас би прашал вас токму. Мене само овој момент не ми е јасен, сигурно ако Тодор Петров има информација за тоа, како нашата дипломатија, како нашата политика всушност говори им го објаснува овој проблем конкретно на представниците на НАТО и на Европска унија или сервилно онака се што ќе побарат од таму, нашите само наведнуваат глава и Не ли е еден чист пример, господин Петров, значи кога сакаат да бидат сојузници, да бидеме искрени, значи немаме никако тука забелешка дека сме на Лондон и на Зошто таа хипокризија? Зошто тоа една Зашто тие креирале Грција како држава? Производ. Нивен производ. Во тоа време за интересите на тие држави кон Отоманската империја и затоа ја насадиле Грција како држава и ја препишувале, ја допишувале историјата од просторот на таа нација. Црквата е единствена, не би рекол институција, значи едно тело, еден столб која ја зачува Македонија и македонштината и македонскиот дух. Отец, ми дозволите, значи да не беше црквата, не би обстоеле, да бидам искрен. Ниту еден политичец крај да како што ги имаме во секојдневната пракса, не би го може да го одржи тој. Од друга ситуација, дали поминувале војски, идеологии, дали цело е кога имаш се, било околу црквата своја, црквата го организирала и самиот народ е црквата. Дали цело кога имаш се, значи црквата треба да се руши, да се осломи, да се модифицира, што е, слушаме дали тоа шпекулација, сакам да ми го појасните и мене на гледачите, што е ова што се случува, каква е ова играрија? Значи вака сега, несомнено е дека ние како Македонска православна црква Охридска архиепископија, имавме и јубилеј на 1000 години од Охридската архиепископија, на тоа треба да се објасни. Значи, тоа 1000 години од моментот кога Васили II со своите новели дава автокефалност на Охридската архиепископија, која пред тоа била патриаршија во рамките на Самуиловото царство, се Самуил ја губи војната со Васили II. Васили II
мудро дипломатски игра на овие простори, значи го намалува рангот на достоинството, да, од патриаршија во архиепископија, но таа ја добива својата автокефалност, односно легитимитет во рамките на Константинополската патриаршија и така натаму, и ги имаме тие 1000 години. Значи, и гледаме дека Крсте Петков Мисирков во македонските работи говори дека Охридската архиепископија е таа оска околу која овој народ се движел, се хранел, се чувал и така натаму и го формирал својот идентитет. И секој оној што ќе сака да го разбие духот на народот, тоа е црквата, ќе го разбие и народот. Сега еден друг момент, значи ние како Македонска православна црква исто така па треба да го решиме својот статус. Пред малку Торо Петров убаво објасни зошто и како не ни го дефинира статусот на црквата. Значи не е проблемот никој од нас, значи секој ние како членови на Македонската православна црква знаеме за нашата црковност и реално присуство, дури и нашите помесни цркви од нашите помесни соседи, никој нас не ни негира црковноста. Значи, никој од православниот свет не ни негира црковноста, туку статусот на црквата. Значи, не ни овозможува да стекнеме автокефален статус. И ние сме во тој процес да стекнеме автокефален статус, затоа што кога имаш автокефален статус, ти стануваш еднаков со останатите. И тогаш имаш право да си го кажеш своето размислување, својот став пред сите останати. Сега, со овој недефиниран статус, ние тоа не можеме да го направиме и затоа Синодот на Македонската православна црква веќе подолго време се бори за дефинирање на статусот на нашата Македонска православна црква, некогаш успешно, некогаш не толку успешно и така натаму. Тие црковни дипломатски игри се некогаш вакви, некогаш онакви и така натаму. Има разни луѓе кои на разни начини учествуваат во сето тоа, но ние понатаму ќе се бориме како членови на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, како продолжувачи на Охридската архиепископија, всушност, значи кога се возобнови Македонската православна црква, се возобнови укинатата во Охридска архиепископија од страна на турскиот султан. И тој процес ќе продолжи понатаму. И сега се случуваат некои работи во овој период кои се паралелни некако со процесот на со процесот на идентитетскиот геноцид што ни се прави и тој притисок. И затоа многумина, говорам во името на верниците на Македонската православна црква Охридска архиепископија, реагираат кон одлуките на синодот, некои реагираат и многу како да кажам силно, емотивно. Од друга страна, јас сум говорил со архиепископот, и самиот наш синод треба малце потранспарентно, колку што може се разбира и сепак тоа е некоја дипломатија, потранспарентен да биде со верниците, значи да им се објаснува целата состојба на верниците, за да верниците не си создаваат сами представа за нештата и од таму па се и проблемите, особено ние парохиските свештеници ги имаме најчесто проблемите затоа што со нас тие директно комуницираат, тие не може да дојдат до архиепископот и до останатите членови на синод, но со нас тоа некако тој безнимен тоа нино незадоволство го истуруваат на нас и така натаму. Треба малце потранспарентно да се работи, пољубовно, по-христијански и се надевам дека овој процес ќе продолжи и понатаму. Значи мора да продолжи. Ние имаме потреба, значи како црква да ни се дефинира нашиот статус, а плюс има и расположба. Значи во православниот свет има расположба да се дефинира статусот, автокефалниот статус на Македонската православна црква. Дали одговорно се што не сакам да зборам на таа тема, може да задира и по статусот и по личната карта? Мало објаснување. Значи, кога се работи за државата, кога се работи за народот, нацијата и така натаму, ако се губи идентитетот македонското бито, да, дефинитивно. Но вака сега, црквата е наднационална. Се и тој момент треба да го посведочиме. Црквата е Христова. Црквата не е македонска, ниту бугарска, ниту грчка, ниту американска, ниту руска. Таа е Христова. Христос ја основал црквата. Црквата е тело Христово. Ние стануваме негови членови на неговата заедница. И сега особено во 19 век со формирањето на нацијата таква како што ние познаваме денеска, се формираат и националните цркви, но ако гледаме наизворно,
Она што еве по весниците овие денови често се спомнуваше диптихот, значи на помесните православни цркви, значи списокот по редослед на помесните православни цркви, тамо е запишано еклесијалното или историското име на црквата. Значи Константинополската патриаршија е Константинополска патриаршија или Грчката православна црква е Атинска архиепископија. Значи ние сме Охридска архиепископија. Значи нашето еклесијално црковно историско име е Охридска архиепископија. А во рамките, значи, на македонската држава и оние што не признаваат како Македонска православна црква не е проблем и понатаму ќе бидеме нарекувани Македонска православна црква. Како и досега. Но мораме да го имаме и во обзир тоа што тој грчкиот блок на цркви, еве, предно се зборувавме за тој проблем, тие не го прифаќаат никако Тоа не се малку, толку десетина цркви се Па сега може за тоа да зборуваме колку се, но ние немаме никаков проблем, затоа што црквата, името на нашата црква, еклесијалното име е Охридска архиепископија. Тоа е тоа. Да. Црквата е инструмент на грчката држава за монолитна нација. Тоа е точно, да. И иако проповеда политики на против етнофилетизмот, расизмот на ниво на догма, грчките епископи го насадија во сите стари патриаршии. Од 19-тиот, во времето на империјата на овие простори, во времето на империите на овие простори, нормално црквите го имале името на градовите кај што им било седиштето. Но верниците во црквите не биле луѓе без идентитет, без етничко потекло, без име на јазик и народ на кој што припаѓат. Се растурила империјата, се создали национални држави, на еклесиолошките имења на старите цркви кај што биле нивните седишта, се придодало националното име на името на државата. И Македонија ништо не е етнофилетистичка повеќе од сите останати. Во сите овие стари патриаршии, Константинополската, Александриската, Антиохиската, Ерусалимската, значи во сите нив не можеш да биеш епископ ако не си грк по потекло. И затоа во инсталацијата на псевдоетносот грк од страна на западните сили, за да го владеат просторот или да растураат други империи за да нивните ги афирмираат, на сите стари патриарши, кај што им донеле грчки фанариоти, им го придодале името Грик Ортодокс патриархат. И затоа тие пак епископи си инсталирале правила дека никој не може да биде епископ ако не е грк по род. Затоа и во Вселенската патриаршија има едно правило, статусот не е ист како на Ватикан во Рим, туку е регистриран како една фондација во рамките на турската држава, на Република Турција, и имаат посебни процедури како функционира. Значи, тоа може да биде епископ само грк, по потекло, во наводници, меѓутоа само ако има турско државјанство. А имат најмал број верници, по 1000 секоја патриаршија. По таа инерција на христијанството, односно на грцизмот како вера, а не етнологија, сакале верата да ја трансферираат во етнос. И затоа кога ќе кажете во Лондон или Париз, или не било каде во Западна Европа, што сте по вера, а ви му кажете I'm Orthodox. Одма ќе те праша Greek Orthodox? Затоа што за нив Грик не е синоним за етнос, туку за вера. И затоа сите патриарши стари го имат името, предзнакот Greek Orthodox Patriarchatов Александрија, Greek Orthodox Patriarchatов Ерусалим. И затоа не случајно, кога ни ја насади Српската црква, сектата на Вранишковски во Македонија, незината апликација за регистрација, знаете под кое име е во основниот суд Скопје 1.
грко-православна Охридска архиепископија на Печката патриаршија во Македонија. Се извинам, значи, почитувани, нема да одворување. Еден момент. Да, повелете. Значи, нашата помесна православна црква, еве говоревме за тој проблем на етнофилетизам. Не сакам да кажам дека и кај нас нема таква пројава, но во нашата македонска православна црква, еве, пред Господ кажувам, значи се негува тој евангелски дух. Македонеци, србинци, влавци, албаници, но ти си православен христијанин. Значи, тој е битен момент. Значи, прво е верскиот идентитет, да. а после идентитетот на твојот народ. Но не се угушува ни еден ничи идентитет овде во Македонија не се угушува. Нит идентитетот на нашите православни браќа Срби, Власи или Албанци или Роми или така натаму. Сите се тие членови на Христовата црква. Јас сум тука ќе поварам реклами, пред да преповарам реклами. Ќе имаме и понатаму некои нашите емисии, но еве задоволство ми е да ве замолам на нашиот број 02 505 4303 речете ќе го регистрира, другиот 50 54 306. Ќе ви поделам неколку книги, убави книги од Ниче Димовски, тајните на писателите. Навистина тоа ми е задоволство како е прва моја емисија да ве почестам со некоја книга и се враќаме во финалето на оваа емисија. Значи одиме со мал блок реклами и се враќаме повторно до студијата. Останете со нас. Да, драги мои, вие сте натаму на фреквенциите на телевизија Нова, го следите отвореното студио. Мои соговорници се Тодор Петров, председател на Светски македонски конгрес, Ивица Тодоров, презвитер при Македонската православна црква Охридска архиепископија. Говориме за најжешката тема, најактуелната, тоа е ерга омнес, што тоа значи за нас, за сите, односно Македонската црква, православна црква и Македонија воопшто. Ќе си дадам уште една можност како новинар и да документираме, но а вие можете само да ми појасните и да дадете ваши завршни зборови. Имавме една јасна ситуација кога имаше на еден проект кој се викаше кардиналска сеанса или која преточена е после во рамковен договор, Охридски рамковен договор. Значи, октруиран, наметнат документ донесен според сценаријава, не е теорија на заговор, туку тоа е факт за кој не може никој да го ме демонтира, а реализација се случи на 10. Тодор исправиме, август беше 2001, така, или 11. Охридскиот. Од друга ситуација, за неколку дена се очекува преспански рамковен договор, која дефинитивно според аналитичарите јавно мислење, вели дека тоа е крајот. Не сакам дефетистички да звучам, али тоа е конечно заокружување и бришење на она суштественото македонското, као трибути и као се. Првиот човек на државата, господинот Ѓорѓе Иванов, упати порака дека не сме никакво пазарење за околу името и идентитетот и бара сите документи да му се дадат на маса, кој што е право. Од исто така најголемата опозициона партија ВМРО-ДПМН организира утре сеопшт македонски протест во кој повикува сите македонци, не со по родослов да речем, значи сите кои се чувствуваат како граѓани и породни по државјанство, да го кажат својот глас. Да бидам искрен, не верувам дека обструира, дека власта исто ќе им дозволи тоа. И они биле во ситуација да си го кажат својот ревот, секој какви методи, тоа е нивно право. Да бидам искрен, што ова ќе коментирам, бев изненаден од првите луѓе на Сорос, вклучувајќи го господин Милчев, кој даде една критика на актуелната политичка провиненција дека не сме така да се однесува, дека не сме да тргува, ако можам така да забележам, или да рецитира за името. Што е што се случува? Вам ви преостанува минутите. Господин Петров или тоа Ивица? Ивица, па Петров. Повели. Значи, што се случува сега? Ние зборуваме тука цело време што се случува. Збориме прво за Охридскиот или преспанскиот договор, да? За тука да почнеме. Зборуваме за суштината. Добро. Суштината е да се уништи во буквална смисла на зборот идентитетот или самочувствието на овој народ. Значи, кога на еден човек ќе му го земеш идентитетот, односно ќе му ја земеш вредноста. Значи, секој човек се идентификува со некакви вредности. И сега, кога ќе му го земеш вредностите, тогаш што му останува? Ништо. Значи, па и на крај на крајвите ова современо општество некако од луѓето прави да биде конзумеристи, само да конзумираат разни нешта, а да се празни однатре. Може би и затоа некои од дегустатори.
конзумиристи. Добро. Може би затоа некои од нашите современи македонци многу лесно онака поминуваат околу овие прашањето на идентитетот, односно прашањето на доживувањето на тоа да бидеш македонец, да имаш таа култура, таа вредност во себе си и така натаму. Значи, но реков и во текот на емисијата дека мале процентот на тие, имаше и анализи во анкети дека над 48% од луѓето во Република Македонија не сакат никаков, не прифаќаат никаков И договор. поголеми ништо, проценти. И другите проценти се многу интересни. Не треба да се каже дека тие другите прифаќаат. Во најголем процент прифаќаат, например, билатерално да се договорили Република Македонија, Скопје, Со неки но модификации. многу малку се оние кои прифаќаат, значи, окупација. Сега, односно, тотално бришење на тоа што сме, да се искорне тој идентитет натрешно од нас и да останеме празни, односно да останеме без вредност, без тоа што сме ние, да бидеме македонци. И сега, во овој момент, политичарите, некои од политичарите, особено тие што се на власт, си го одработуваат тоа што изгледа некому го ветили или не знам, тоа е нивната работа. Тоа се конзуминисти? Одработувачи. Сега, зошто и како, кому одработуваат, они се Врховисти и колаборационисти. Да, но Тоа Оно ми се допаѓа и тој збор како го рековте, конзумеристи. конзумеристи. Тоа е за другите, за некои од нашиот А народ. некои од политичарите дали се такви? Тоа е една сериозна тема. Сега, во овој момент, значи, не треба многу мудрост. Значи, човек треба да биде решен да остане тоа што е. Да остане со таа вредност. Значи, да не прифати некој да го понижува, затоа што страшно е. Страшно е кога некој те понижува. Јас слушнав вакви, односно прочитав вакви размисли на Facebook, читав баш една дебата помеѓу македонци, албанци и други представници така во граѓани на Република Македонија. И еден албанец најчестно го напише ова. Во моментот кога вие македонците ќе се откажете од тоа што се, да знаете дека вие ќе паднете во моите очи. Тоа е страшна работа. Значи ние се откажуваме од себе си, вика, како тоа смеете да дозволите? Вика, вие во тој момент ќе паднете во моите очи, да. Значи, ти не си бил сигурен кој си, што си, па затоа дозволуваш сега некој да прави пазар со тебе, или да ти измислува имиња, или да ти наметнува имиња. Значи, тоа е... Оте Цивица, дали тоа долго години индоктринација или перење на мозок и таа... Не, на овој народ, не, ја не се сложувам. Не се сложувам дека овој народ му испред мозокот. Значи, овој народ во овој момент треба само малку повеќе да биде храбар. Значи, и тоа што го говори во себе, и тоа што го говори во молитва, и тоа што го говори со своите дома, со своите роднини пријатели, да излезе и јавно на улица да го каже: јас сум македонец, мојата држава е Република Македонија. Јас не прифаќам договор за името. Ние може да се договараме за НАТО, за ЕУ и така, нека се договараат политичарите, но ние не прифаќаме трговија со идентитетот. Дефинитивно. Кај го има тоа? Па тоа е незамисливо. Тоа им го порачувам на моите сограѓани, тоа им го порачувам на моите македонци. Тоа им го порачувам, да не дозволат да не обезвреднат. Да не дозволат. Па сега кога ќе изгубиш ти вредност, ти губиш и лик, губиш идентитет, ти стануваш како што е оној на албанец напише. Јас од тој момент вика кога вие ќе прифатите да ви го променат името, јас нема да ве почитувам. Значи вие не сте никаков карактер. Замислите? Тоа не се купува, ниту се порачува. Тоа е тоа. Господин Петров, нема компромис. Дефинитивно. Слушаме некои имиња, Горна, Северна, Република Македонија Варда, Република Македонија Скопје и така натаму, кои за неколку дена треба да се подпише, се очекува да се подпише тој договор. Сликна една информација денеска во медиумите дека ништо договорот, ништо од бизнисот, како можам да речем. Па математиките им ги расипа изјавата на председателот на Републиката дека отврла ерга омнес за име на државата и дека бара национален консензус по тоа прашање, по прашањето за одбраната на името и идентитетот. Тој е председател на Република Македонија.
дал заклетва дека ќе го почитува и заштитува интегритетот и суверенитетот на државата Македонија. Таа заклетва ја дали и министрите, и премиерот, и пратениците, ама И изјава има премиер. да, меѓутоа за жал им бледне сеќавањето. И затоа едно подсетување. Прашањето за името на државата е затворено со референдумот од 8 септември 1991 година. Само за информација и подсетување. Македонците по род и државјанство во апсолутно мнозинство гласа, цитирам, за суверена и самостојна држава Македонија. Завршен цитат. Колку е сериозно Без повторно додавки и референдум? без придавки. По одлуката од референдум по устав е задолжителна за сите без исклучок. И практично промоција, ратификација на меѓународен договор за промена на името на државата и идентитетот на нацијата е суспензија на слободно изразената волја на македонците по род и државјанство од 8 септември 1991 година. Па нам тоа не беше репер за признавање на државноста од меѓународната заедница. И арбитражната комисија. И арбитражната комисија на Бадентер, на Европската унија, која што констатира дека единствено Словенија и Македонија ги исполнуваат условите за државност од републиките на поранешна СФРЈ и дека името Македонија не имплицира никакви територијални претензии кон било која соседна држава. Затоа ги повторуваме принципите на меѓународното право, релевантни за името на државата и идентитетот на нацијата. Прво, државите немаат ексклузивни права на државните имиња. Второ, државните имиња не влијаат на територијалните права и обврски. Трето, за името на државата не е релевантна историјата и народот што живее на територијата со се наследство. Четврто, споровите меѓу државите за државни имиња не постојат во светот. Ова е преседан што се случува со Македонија. Пето, државното име не може да се украде, фалсификува или наметне, како што не може ниту да се одземе од Обединетите нации или да се преформулира, затоа што Обединетите нации се меѓународна меѓувладина организација. Таа организација не утврдува име на народ, држава и јазик, туку само констатира состојба, која што ние сме се дефинирале и утврдиле. И шесто, правото на поседување правен идентитет на државата и самоопределување на народот е јус когенс, норма на внатрешното уставно правно уредување. Името не може да биде предмет на било какво надворешно уредување или мешање. И затоа македонците во светот, па и во републиката, во апсолутно мнозинство, отфрлат пристапување на Македонија во сојуз со Европската унија и НАТО алијансата поради антимакедонизмот на Грција и Бугарија, грчкиот и бугарскиот геноцид врз македонскиот народ, нацифашистичкото барање на Грција за промена на името на државата Македонија и нацифашистичкото барање на Бугарија за промена на историјата, културата и јазикот на македонскиот народ, како вредност за солидарност на Брисел и Страсбург со Софија и Атина. Европската унија и НАТО алијансата не се достојни за промена на името на државата. И од тука подсетувањето на референдумската одлука од 8 септември 1991 година и барањето од тогаш до денес. Бараме итен и безусловен крај на разговорите за разликата за државното име со владата во Атина и барањето до председателот на Републиката да огласи, бидејќи тоа представува државата дома и во светот, да огласи крај на разговорите за разликата за државното име со владата во Атина, затоа со писмена нота да го извести генералниот секретар на Обединетите нации, со благодарност кон посредникот Метју Нимиц за неговиот досегашен ангажман околу овие разговори и председателот на Републиката да достави резолуција на редното есенско заседание на Генералното собрание со кој што ќе се воспостави државното име во Македонија во Организацијата на Обединетите нации. Затоа и во резолуцијата 817 од 1993 година на Советот за безбедност, па и на 47 резолуцијата на Генералното собрание пишува
државата со апликација број тој ги исполнува условите за членство во Организацијата на Обединетите нации. Меѓутоа, заради разликата во името, времено додека се водат тие разговори, времено ќе и се обраќаат како поранешна Југословенска република Македонија. И практично ние не разговараме за промена на временото обраќање, туку временото обраќање е само во времето додека траат разговорите за разликата. Од тука и барањето председателот на републиката да стави крај на оваа агонија со нацијата, или ќе биде запаметен во историјата како спасител на нацијата и државата, или ќе биде соучесник во велепредавството на нацијата и државата од страна на владата. Тука јас веќе завршувам со емисијата, почитувани, и сакам само да ви се заблагодарам на двајцата, што вечерва бевте мои први соговорници во овој прекрасно студио на телевизија Нова, отвореното студио. Имате по една минута, една порака со оглед дека реков дека не смееме да му земеме гласот на народот. Тоа е силата, тоа е моќта, тоа е визијата на еден народ. Со оглед дека еве народот се организира, сака да си го каже својот глас. Рековте доста, не може никој да манипулира со народот. Гледаме континуирано како се организира. Значи ние гледаме многу протести имаше низ цела Македонија, но евидентно е дека тој упатен глас на несложување со тоа што се случува моментално, некој не сака да го слушне. Изгледа дека процентот на оние што излегуваат и протестираат треба да иде многу поголем. Значи, многумина негодуваат. 99% негодуваат за тоа што се случува, дури ги спомнавме луѓето, Владимир Милчин кој ме изненади. Наистина, јас си го поздравам секоја негова иницијатива, да. И многу други кои така. Јас очекувам да дојдем во некој од моите мисии. Значи, и леви, и десни, идеолошки гледано, и неутрални, и вакви, и онакви со Македонија сече, не сите што почитуваат сакат. Сите македонци, тоа што си го говорат помеѓу себе си, тоа што некојаш онака од страв само си го мрмкаат, не може тоа така. Во оваа ситуација, кога сме доведени буквално до работ на бездната, нема назад. Значи, чекор назад, значи бездна, значи паѓање во провали, односно губење на нема враќање назад. Нема ни еден чекор назад, пошто нема повеќе каде да се враќаме. Целата работа е што во овој историски момент, како што и секогаш македонецот тоа го доживувал во себе си, треба да стане македонецот, треба да го активира своето достоинство, што го има, и со храброст, не против некого. Значи, во овој момент ние не треба да одиме против никого. Треба цврсто да застанеме и да се бориме за себе си. Борејќи се за себе си, и како што говоревме за ова објективна историја на Балканот, кога ние ќе се избориме за себе си, кога ние ќе покажеме цврсто, јасно и гласно на сите кои сме, што сме и дека имаме живот и сила во себе си, тогаш ќе направиме добро и за нас и за сите околу нас. Во тој момент кога ние, ако не дај Боже капитулираме, ја не верувам во тоа, тогаш ние ќе отвориме тука процес, еден вртлок кој ќе направи сериозни проблеми не само на Балканот, тука и пошироко. Така да овие луѓе што се занимаваат со геополитика, многу добро да размислат дали им одговара уништување на македонскиот идентитет или негување на македонскиот идентитет. Но на крај на крајвите, тие нека си ги прават своите планови. Македонскиот народ треба да застане и да се бори за себе си и своето. Македонците во светот и во републиката во изминатите 30 години од дисолуцијата на поранешна СФР недвосмислено повторуваат и еве и во оваа прилика отфрлаат референдум, промена на уставот и ратификација на меѓународен договор во собранието заради промена на името на државата и идентитетот на нацијата. Ние дури во тој дух на мир и љубов велиме дека културата и историјата на Македонија не е ексклузивно право, туку дел од културно-историскиот идентитет на сите балкански демоси како современи политички нации, во чијашто основа е македонскиот етнос, независно од разликите во читањето на историјата од аспект на актуелната геополитика, дури независно од разликите меѓу современите литературни јазици како производ на современите политички нации. Ние и покрај се и после се бараме председателот на републиката на Македонија со грчкиот председател да склучат една заедничка декларација за македонско-грчко помирување.
и да понудат договор за траен мир и добрососедство меѓу Македонија и Грција, независно од историските хипотеки од Балканските војни, окупацијата и врз Македонија и геноцидот врз македонскиот народ. Културата и историјата на Македонија не ни припаќа ексклузивно нам. Меѓутоа, дефинитивно, не може Северна Македонија, затоа што не постои држава Јужна Македонија, не може Горна Македонија, бидејќи не постои држава Долна Македонија, не може Нова Македонија, бидејќи не постои држава Стара Македонија, може само Македонија, затоа што друга држава со истото име во светот нема, една и единствена е државата Македонија, независно од името на северната провинција на Грција и југозападната провинција на Бугарија. Ви благодарам многу што бевте мои први соговорници. Се тоа што го говоривме ќе биде за охрабрување. Добре, да Да секако. охрабриме. Ние ќе упатиме позитивна енергија до сите вас почитувани, што еве во овие 90 минути кои ги споделивме заедно со вас, ќе допра до сите ваши сетила, пред се до нарацио, преди се да застанете уште вечерва и размислите кој е вашиот став за ова што го носите како еден биолошки потенцијал од вашите претходници и предци, и дали тоа може за една секунда со ваша благослов, што не верувам, и желба да стиснете на компјутерот и да напишете delete. Верувам дека немате да го сторите. Секоја чест и на политичарите кои се бават со политика во моментов, за храброста, за иницијативата, за инвентивноста, но велам дека и тие треба да разбира дека Македонија е единствена е заедничка на сите и треба и тие малце да ја оладат главата и решенијата кои може да бидат кобни за сите. Бите ми живи и здрави, се гледаме наредниот петок во истото време. Ви посакам добро расположение овој викенд. Уште еднаш вам ви благодарам. Верувам дека барем и еден во Социјалдемократскиот сојуз ќе смогне сили за да му каже на Заев царот е гол. А народот ќе го одбрани името на државата, била и ќе остане Македонија како македонци со македонски јазик. Овие разговори ќе пропаднат, а Македонија ќе го добие заслуженото членство во меѓународната заедница Обединетите нации само и никако поинако освен како Македонија и македонци. Благодарам. Уште еднаш. Благодарам. Пријатно.